Денеска православната црква ги празнува преподобната маченица Евдокија, преподобниот Агапи и светата маченица Антонина. Преподобната маченица Евдокија живеела во градот Илиопол Финикиски за време на царувањето на Трајан. Прво била голема развратница, а потоа покајничка, испосничка и најпосле маченичка. Со развратот собрала огромно богатство. Пресврт во незиниот живот направил со промислата Божја некој стар монах Герман, и тоа не сакајки. Доаѓајќи по работа во градот, тој одседнал кај еден христијанин, чија куќа се допирала со куќата на оваа Евдокија. Кога тој ноќта почнал по монашкиот обичај да го чита псалтирот и некоја книга за страшниот суд, Евдокија го чула и со внимание застанала да ги слуша неговите зборови се до крајот. Страв и ужас ја обзел и останала будна до осамнување. А што му самнало, таа испратила слуги да го замола тој монах да дојде кај неа. Герман дошол и меѓу нив почнал долг разговор за она што старецот монах минатата ноќ го читал и воопшто за верата и за спасението. Резултат на тие разговори бил тоа што Евдокија го замолила местниот епископ да ја крсти. По крштевањето, таа и го предала сиот свој имот на црквата, да им се раздаде на сиромаси. Ги отпуштила своите слуги и робови и се повлекла во некој женски манастир. И така решително се посветила целата на монашки живот, на послушание, трпение, бдење, молитва и пост. И по 13 години била избрана за игуманија. Во манастирот проживеала 56 години и се удостоила пред Бога, така што Бог и дал толкава благодат, та и мртви воскреснувала. Кога настанало гонењето на христијаните од некој кнез Викенти, светата Евдокија била исечена со меч. Еве прекрасен пример како еден сат на нечистотија може да се исчисти, да се освети и да се исполни со скапоцен небесен мирис со благодата на Светиот Дух. Спаси
radi, voplotiti sia od Svjatija Bogorodici i prisno Devi Mariji, nepreložno vočelo veći visja, raspnisjaže Hriste Bože, smrtiju smrt popravi, edin si Svjatija Trojici, sproslavljajem i Otcu i Svjatomu Duhu, spasi Преподобниот Агапи бил послушник на некој духовник при манастирот Ватопет. Морските разбойници го фатиле и го продале како роб во Магнезија. По 12 години бил чудно ослободен и вратен во Ватопет со помошта на Пресвета Богородица. Ги крстил своите поранешни господари и им бил духовник. Остатокот на животот го поминал во подвиг во Ватопет и завршил мирно во Господа. Светата маченица Антонина, родена е во Никеја, за верата Христова апсена и остро мачена, најпосле зашиена во вреќа и удавена во езеро во 302 година. Но Бог ја спасил душата и ја прославил за навек меѓу ангелите на небото и меѓу верниците на земјата. Елици во Христа крести сте ся, во Христа облеко сте ся. Te
Te